Добар ден, мајче. Тешка е кофата, тежок и животот. За мака сме родени, синко. Ами ти каде вака? Ваканција е. Нема ни деца, ни часови. Поканет сум на лав муавет кај еден другар. Така. Даскалот Пере Тошев чека некој гостин. Ја, право таму. Чувај се, мајче. Чувај се. Ке дојде подобро време и за тебе, а и за сите. Кога бре, синко? Ние вака ве залажуваме во колевка, вие нас на старост. Ајде, таму е даскалот. Чувај се. Добре дојде, брате, даме. Добре те најдов, Пере. Баш арно место си нашол за тајна средба. Им текнува на османлиите. Како да не. Дека и школите се револуционерни гнезда. Овели, раскомоти се. Ке им седиме со скрстени раце. Облажи се. Локумче. Благодарам. Шербет благо. Народ со златни раце, златни занаети. Ново злосречно време, пријателе мој. Тежок и дебел мраз и мрак. Уште еднаш да ти честитам за изборот за председател на местниот комитет во Битола. Човек кипол на важно место. Ке оправдам честа. Анастас Лозанчев ми е секретар. Многу ми помага. Само што луѓето ги мачи немаштија. Ај сработи ме влезен в коски. Оро треба да зиграме, Дамјане. Тешкото. Кај што ке рзне тапан да гремне пушка. Така е. Гет, мори старо аро. Што не пратиш чо гюзел снаата да работи, мори? Очи да исплакнеме на младо ѓаурско. И пипни, штипни секој фес дома харем да си прави. Некој пиел жешко млеко па се попарил. Пусто име да ви остане. Јас искрено не верувам во масовно востание. И сите до еден да се кренеме. Не може мравка со мечка да се бие. А како тогаш до слободата? Европа си гледа сеир, а Бугарија еднаш е мајка, два пати маште. По мое мислам дека треба да делуваме со молневити анархистички акции. О, за ти! Така ли се влегува? Ова штала да не? Сус бе ѓаур! Царот не тропа на царските порти. А вие џанам се шушукате против султанот, а? Ти си ја знаеш работата. Од истурено до скршено. Штом се наберат двајца даскали, мириса на ѓурултија. Скршија глава. И посокаци ме следат. Полека, Пере. Тивка вода брекрони. Тивката вода. 5 века тече таква вода и пак ништо, Дамјане. По мое треба да ги испраќаме луѓе во Европа со динамит, да и го подпрашиме газот на оваа империја, да се школуваат, бомбаджила како се пали фитил да знаат. Прво да го научиме народот кои сме и кои добри не ги правиме. Да покренете вестник, разбра. Нека се вика на оружје, баш како повик. Нека се раздели меѓу еснафите, меѓу учениците и меѓу селаните. Не сме јаки со пари, Дамјане. А и полуписмени. Секој втор знае да истреби некоја буква. Малку примероци. Нека се делат од рака на рака. Ти редовно одржувај контакти со Централниот комитет во Солун. Во дописите, од сега што ќе ги пишуваш, Битола пишувај како Ерусалим, а твоето име пишувај го како Левтер. За автономна Македонија. За Македонија. За автономна Македонија. Без тутори и лажни душогрижници.
Пере Тошев е роден во 1865 година во Прилеп, каде што го завршил основното образование. Подоцна се запишал во Солунската екзархиска гимназија, но набрзо, поради учество во еден ученички бунт, бил исклучен. Сепак во Пловдив успеал да го заврши 6-тиот клас. Во 1885 година, кога избувнала српско-бугарската војна, Пере зел учество како доброволец во одредот македонски арамии на капетан Коста Паница. За покажаната храброст во битките кај Сливница и Пирот, Тоше бил одликуван со медал за храброст. По природа бил скромен и трпелив човек, но со цврста волја и енергија. Работел како учител во Прилеп и во Битола, а по политичко убедување бил демократ со анархистички манири. Идрис! Бојрум ефенди, за денеска да ми го доведеш тој Перета Тошев. Ама во пранги да го донесеш. Убава музика ми прави тој железото, не разбираш. Ајде, шинди. Се разлазиле мајчина им, ама и ние не спиеме на едно око пацап. Ги полниме занданите со усвитени глави. Дебре и војска ли сакаат да прават? Пере, Демек Тошев, а? Ајде, стој простум. Оти ние да ти простиме јок. Епа, вака стојат работите, дашкале. Некој од вашите млади, како ги викате вие револуционери, се запиле во една грчка гостилница, па газдата се јавил на запти па ги уапсиле. Така, па потоа устата со ќоте кажува се. И ние бувнавме во некој куќи, осила, така да ги речам, и запленивме книги, списанија. И во сите си ти, дашкале. Ете, еден од нив призна, Михајло Ризов, дека ти си му советувал да ископа тунел под Османлиската банка во Цариград, а другиот патпилиштар, Михајлов, ти си му наредил да ги крстосува четите низ Македонија. Третиот пак, Паљашов, трошел комитски пари. Крупна рива си ти, Пере Тошев, крупна. Ајде сега, кажи некој од лагитот и јас ја знам вистината. Ослободете ги младите, кајмакам ефенди. Јас и Христо Матов ја преземаме сета одговорност. Допрва ќе се кренеме. Оти преку нос ние од вашите зулуми. Со динамит ќе урнеме таа 5-вековна карпа. Да се одите од тука. Или милум, или силум. Аферим, бре, ѓаурче. Само не знам дали ти ги знаеш османлиските кривични закони, член 56 и 58. Слушај, ќе те дадам насуд. Та јали ќе умреш, јали ќе скапуваш во зандани. Идрис, ајде носи го. И доведи ми го тој Татарчев, бунтовник, како него, а може би и поголем.
Пере Тошев бил осуден на доживотен затвор во Тврдина. Заедно со уште 35 македонски затвореници со брод биле транспортирани во подрум Кале во Малазија. Мнозина знајни и незнајни македонски борци ги оставиле таму коските за секогаш. Со тенка канделка живот во истоштените тела, тие го арчеле предолгиот ден во бескорисни меѓусебни расправи. Сепак, султанот Абдул Хамид II во август 1902 година прогласил амнестија. Меѓу амнестираните бил и Пере Тошев, кој го продолжил своето револуционерно делување на тромеѓата Солун, Софија, Битола. Омрзна ми кафето од вас. Мамката ваша атентаторска. Казвај името и презимето. Пере Тошев, господин иследниче. Печелбар од Македонија. Стига, бе. А какво печелиш? Револуционерни подвизи при Јанета Сандански? Се втурнаа во мојата соба и ме доведе овде, не знам зошто. Както виждам, рацете не ти се врзани. Немаш модринки на лицето, пендреци по телото. Българија е цивилизована страна. Особено се грижиме за нашите братија од хубавите ни македонски предели. Искаш ли кафенце, Тошев? Благодарам. Кафе пијам само со пријатели. Добре. Ти си од хората на Сандански. Това е општо познато. А Сандански с раката на Тодор Паница убива видни българи по софийските улици. Четеш ли вестници, Тошев, а? Читам, господине, преку ден и преку напечатани лаги. Не. По-скоро ти правиш бели, за които после пишат вестниците. Убиени се Иван Гарванов и Борис Сарафов, а ти ќе ми кажеш кој од твоите стои позади тоа. Немам поим. Ме држите овде затворен 10 дена. Без причина. Добре. Аз да речем ти вярвам. Свободен си. Под пълно полицейско наблюдение. Хайде, изчезвай! Протестирам, господине. Ако ова е некоја ваша игра меѓу мачка и глушец, извинете, ама јас нема да бидам вашиот глушец. Слободен, па пак затворен. И ова ми го правите веќе неколку пати. Студеничко, топличко, Тошев. Само колкото да ти скъсаме нервите. Дајте ме на суд или оставете ме на мир. Нямаме доказателства. Озгора ми јавија дека веќе не си пожелен овде. Ке ти интернираме. Избери си град, крај Дунава. Сакам Вардар да ми зашумоли. Ве молам и барам да ми отворите границата кон Македонија. Премини ја самиот. Ноќе. Ако патем најдеш на некоја заседа, наша или туѓа, така ти било пишано. Свободен си, мрсник. Овде чудно се практикува слободата, господине. Сламка си, моето момче. Човешка сламка во вртлогот на големи настани. Ке се пресечеш на ножиците што го кројат Балканскиот полуостров.
Хајде, излизи. Веднага! Ја донесе порачката, Стоилов. Со врски и со рушвет. Да си ја видам сликата со лажно име. Пасошов е визиран во турскиот комесаријат во Софија. Само нешто ми смрди работата. Врховисти и фесови поврзани се на чудовишен начин. Види таму на задната страница. Е добро да? Ја подизгорел некој со цигара, некој пушач. Или знак, нишан, белек да те следат, Пере. Ти советувам да го одложиш патувањето за Македонија. Патувам преку Ниш и Пирот со воз. Кој се плаши од врапци на сежито? Се плашам за твојот живот, брату. Кодоши од сите вери и невери го отруја веков. Варди се. Идните настани покажале дека сумничавиот Стоилов е во право. Кога пошол на пат во таа 1912 година, Пере Тошев бил систематски следен од повеќе распоредени кодоши. Мнозина знаеле и таеле дека знаат кој вистински се крие зад лажниот пасош. Не го гибнале на железничката станица, не го вознемирувале во купето во возот, но биле зад него кога стигнал во Градско. По препорака на извесен Спиро Кондов, кој работел како шпедитор за прилепските трговци, Пере Тошев стигнал пред вратата на кираџијата Иван Тевов во село Мрзен. Иване! Иван Тевов! Иван Тевов? Јас сум. Пајтонџија, тука живеам под кирија. Сакате да патувате? Јас сум Пере Тошев, повратник од Гурбет. Сакам да ме водиш во село Фариш, на семејниот имот. Ке платам, јасно? Јасно. Со пајтон? Малку е поскапо, но... Со пајтон. Да ме помилува македонскиот ветрец. Повелете. Малку опасно на Издреновската клисура, но... Арно. Да се спремиме и веднаш тргаме. Улјо Пеливан. Заповедај, Чауш ефенди. После да набере дека даскалот со пајтон патувал. Еве ги идат. Нишан фатете. На моја команда пукај. А јас? Ти колиш со камата. Пукај!
Рани имам мајката нивна. Лошо си удрен, пријателе. Ајди време чекавме, ѓаури. Овој само што ни спуштил душа. А ти со градски алишта, а? Имаш нешто куфер такви работи? Целото богатство ми е овде, во куферот. Ако плячкосувате. Кој ве командува? Аскер! Побрзај! Кревајте на раце ѓаурите и носете ги зад воденицата. Ајде! Ајде, ајде. Рекуперот. Верен мој Сулјо. Едниот е селанец, мала вода. А другиот патува со возови и се вика... Де ти кажи си го името? Пишува во мојот пашапорт. И за ова, на повисоко ке се жалам за оваа ајдучија. Ама твојов пашапорт е нагорен одзади со царска цигара. А тоа ми кажува дека се викаш Пере Тошев. Опасен револуционер. И овде дојде да ровариш. Бојром. Село. Да им удрам по една кубура да ги дотепам. Јок. Распрашувај, па боди со камата. А после овие две мрши закопајте ги зад воденицата. Суло, ние немаме врска со ова. Ке ги набедиме селаните од Камендол. Кој не одземи го бакшиш од мене, продај го на некој џамбас. А пајтонот турни го во некоја провалија. Пеки чао шефенди. Ајде, тргнувај. Ја пуштете тој што чека од Сабајле. Кајмакам ефенди, виделе што се вели ваши луѓе. Турци од цело Сирково ја донесоа веста во Прилеп дека зверски бил нападната, потоа убиен, нашиот роднина, Пере Тошев.
И што сега ти? Истрага или одмазда? Голема е црстината. Не можем јас да внимавам на секој што прави и каде оди. Ајде, веројатно биле арами качаци од таде граница. Завршен случај. Кајмакам ефенди, барам достоен чесен закоп, христијански закоп за Пере Тошев. За честни луѓе како него има место на прилепските гробишта. Јок, тоа не бидува. Па да рикне народен бунт, не сум шапшал? Ајде. Запретајте тој Тоше Перев таму во Фариш под некој багрем. Пере Тошев, Кајмакан ефенди. Пере Тошев се вика. И самиот знаете дека ни со прст нема да мрднете за да ги најдете неговите убици. Власта не ги бара тие што сама ги пратила Кајмакам ефенди. Затвори тоа гери из уста, бе. Чопек, додека не сум те испратил во Зантана. Ајде, излегувај додека не сум се пишманел. Има црква во Фариш, таму нека скапува тој Тоше Тошев. Пере Тошев, Кајмакам ефенди. Сиктер! Затворен случај! Да испратам депеша во Стамбул. Еден бунтар помалку.